Почитувани, денеска сме повторно во Брисел, на покана на работна средба со подпредседателот на Европската комисија и висок представник за надворешна и безбедносна политика на Европската унија, Жозеп Борел, и на заедничката вечера што тој организира за лидерите на земјите од Западен Балкан. Доаѓам со пораките што лидерите на институциите на Европската унија добро ги знаат, а на средбите со нив, што ги имавме минатата недела, се уверивме дека добро ги разбираат и ги одобруваат. Република Северна Македонија ги заврши сите своји обврски што произлегуваат од листата со критериуми за почеток на завршните преговарачки процеси за пристапување во членство во Европската унија. Тоа Европската комисија го препозна и во нејзините извештаи за напредокот на земјата до Европскиот совет и до лидерите на земјите членки на Европската унија многу јасно стави до знаење дека земјата има безусловна препорака за почеток на преговорите. Северна Македонија многу сработи. Испорачавме реформи, испорачавме и правда и владење на правото и сега е време и Европската унија да го испорача ветеното кон нас. Очекуваме да нема натамошно одлагање. Очекуваме одлука за прифаќање на преговорачката рамка и одржување на првата меѓувладина конференција со Европската унија и со тоа да го официализираме почетокот на преговорите уште во мандатот на португалското председателство со Унијата. Представниците на Европската унија знаат и разбираат дека нашиот македонски идентитет и македонскиот јазик не се и никогаш нема да бидат за преговори. Знаат и разбираат дека тоа ниту било, ниту треба да биде на европската маса за преговори за членство на Северна Македонија во Европската унија. Во секој момент сме подготвени и имаме апсолутно добра волја за прашање од билатерален карактер да разговараме со Бугарија во секое време, без тоа да влијае на нашето пристапување во Европската унија. Со лидерите на земјите од Западен Балкан имаме неподелен став дека Европската унија не може да смета дека е целосна без регионот и дека секој одлагање на процесот на вклучување на земјите од Западен Балкан ја доведува во прашање неколку пати повторуваната определба на Европската унија за проширување и кредибилитетот на Брисел меѓу нашите граѓани. Благодарам.